Sekoj dena za bajle da se stigne, ajde tamo srećno, kaj što pišува. Не баш секој ден наутро, некогаш попладне, а некогаш навечер. Почнува работното време на мијата и не онаа која редовно не гали со музика, всушност истата таа, ама во случајов на функција контролор на летови на нашиот аеродром. Прво беше оваа приказна, па после секоја друга приказна. Значи, од 2001 сум тука. Ова ми е секојдневие, дали прво како студент, па на обука, па прво контролор на кула, после контролори на приодна доле. Меѓутоа, значи, ова од 20 години. Значи, сум прво контролор, па потоа сум станата и студент, и пејачка, и кантавтор, и мајка, сопруга, сите тие работи. Значи, мислам дека ова е професијата која што многу ме има издефинирано за понатака која ќе бидам личност во сите сфери. Јас немав некакви амбиции, значи од мала, ниту со авиација, ниту ништо, сосем случајно излезе конкурсот и чисто како шанса да видиме дали можам да се пронајдам во таа професија. Излезе дека имам природни предиспозиции. Викаат дека е машка професија, па сега ти види, значи доста и машкиот мозок ми работи. И понатака, значи, од кога почна сета обука, сватив дека многу се пронаоѓам во професијата, затоа што има многу и креативност и аналитичност, што се двете како сегменти многу застапени во мојот карактер. Значи имам секој ден да донесам одлуки, секој ден имам да донесам различни идејни решенија како ќе се справам со сообраќајот и секој ден ми е различен, значи монотонија нема ни подразно. Кога вивнува адреналинот? Најмногу вивнува кога има голем наплив на сообраќај одеднаш. Не обучуваат за уште многу повеќе од тоа што ни се случува и буквално кога ќе ни се случи во реалноста, и онака си кажеш, за ова сум трениран и тоа и можам и си го се справил со сообраќајот и идеш дома и викат, немој ме прашаш лев дали сум купила. Значи, друга состојба скроз. Што викаме, имаме онака као пост-стрес ситуација, додека испари цел адреналин, додека стигнеме пак на земја. И сите што сме на работа сме така специфични, не вообичен профил на луѓе. Приметувам дека сега и кога сум сувозач ми е доста тешко, например. Маш ми го прешавам, како ќе стигнеш до таму? Не знам како сакам. Не знаеш како ќе стигнеш до таму? Што сигурно е напорно за околината. Се случува ли мијата да го полни воздухот на оваа кабина со ноти? Да, токму и на ова место, значи во тие паузи кога нема сообраќај, доста од песните се создадени, затоа што самата кула тука е многу инспиративна со најпрекрасниот поглед, значи како трнорушка. Кулата чекаш некој да дојде да спаси. Има, значи, ситуации кога може да нема сообраќај по 2 часа и има ситуации кога не можеш уста да затвориш за тие 2 часа за кои што си на фреквенција цело време од работење. Така да и како е често исполнето со музика кога јас сум на смена и мислам дека веќе и колегите се навикна, свиркам низ ходници, пеам, хмкам, да. Пилотите друг тип на контролор, значи гледаат кога ќе се потпишам, тука сум Мајк Новембар, тие ми се иницијали работни. Значи не сум Наташа, не сум Мијата, сум Мајк Новембар и тоа е битно за пилотите, безбедно да полетаат и да слетат. Ако постои совршена комбинација на пасии и професии која ти ја полни душата до ниво максимално, Мијата може да се пофали дека ја открила. Затоа со жар зборува и за музиката и за работните задачи на одговорната функција контрола на летање. И тоа е за аплауз од оние кои траат долго.